Според програмата за локален економски развој за оваа 2015 година, која беше прифатена од страна на советниците на една од последните седници на Советот на општината, во Кочанските регион се планирани за реализација во руралните средини неколку значени проекти, за чија реализација според програмата се потребно околу 750.000 евра. Во програмата најголем дел од финансиските средства се планирани да бидат употребени за доасфалтирање на патот Пантелеј-Рајчани-Турско-Рудари во должина од 2,5 километри. За оваа намена ќе бидат употребени околу 270.000 евра, а реализацијата на проектот ќе овозможи подобрување на патната инфраструктура и целосно асфалтно поврзување со селото Турско-Рударе и општината Пробишти. Во програмата забележително место имаат и два проекти во населбата Оризари. Едниот е изградба и асфалтирање на улицата Гоце Делчев во вредност од 130.000 евра, а вториот изградба на армирано бетонски мост во вредност од 56.000 евра. Четвртиот проект, што е зацртан во планските документи на општината Кочани, е асфалтирањето на повеќе улици во руралните средини, за што се потребни над 325.000 евра. Овие финансиски средства општината Кочани планира да ги обезбеди преку Бирото за равномерен регионален развој, односно Агенцијата за финансиска поддршка на развојот на земјоделието. Покрај овие проекти, општина Кочани планира реализација на уште неколку значајни проекти кои се однесуваат на доасфалтирањето на патниот правец Кочани-Лешки и негово поврзување со регионалниот пат Пониква-Кочани, како и изработка на техничка документација за патниот правец кон село Јастребник, чие асфалтирање се очекува во 2016 година.